Како што колегата Ордановски најави, гостен на утрински брифинг е Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика. Веројатно сите очекувате и јас очекувам дали во овие ненормални услови може да се следат и прибираат податоци за важни фактори и индикатори на економскиот развој. Пред се индустријското производство, GDP-то, бројот на вработени и невработени, можноста делот луѓето кои се во странство, во економски екзодус да се враќаат и така натаму. Што во овој момент е пречката, барикадата, заради што Заводот за статистика не може да преземе активни действија во собирањето на податоците? Добро утро. Па, Завод за статистика не е точно дека не презема активности, дека не собира податоци. Тама работа тогаш треба да се ставиме клучна врата и да кажеме нема да функционира. Секако дека има проблеми, меѓутоа тие проблеми се во принцип решливи. Единствените проблеми кои што во моментот се, така да речем, потешко решливи, се анкетите кои што се спроведуваат во домаќинствата. Значи, оние теренски анкети кои што треба да се спроведат во домаќинствата, такви се неколку. По принцип, тоа е анкетата за работната сила, тоа е анкетата за потрошувачка во домаќинството, а анкетата за стандардите на живеењето, така наречена СИЛК, и уште неколку помали анкети кои што во моментот се стопирани. Нормално, познатите причини, ниту смееме, сакаме нашите анкетари да ги ставиме позиција незгодна да евентуално се заразат од овој вирус и обратно, не Боже, да пренесеме, бидејќи на крајот на кришта тешко се невозможно да се знае кој е носител на овој вирус, ова болест во домаќинствата. Се останато тече во отежнати услови, се разбира. Проблемот е што добар дел од деловните субјекти кои што се исто така назначен партнер во собирањето на податоци, како извештени единици, не работат. И нема кој да... Симовски, пред да почнеме со детаљите околу овие евентуално соопштени или приберени статистички показатели важни за стандардот за живеачката работната сила, ми се чини дека Господ овој пат ве гледал, што е пролонгиран пописот од овој мај за следниот мај, па белким до тога април, да. До тога белким сите ќе оздравиме и ќе може да се реализира. Не ве прашувам што све ви престои, бидејќи доправа, предполагам, до крајот на годината ќе собирате попишувачи. И најважното е да се донесе законот. Законот за... Тоа е број 1. Број 1, така? Да. Добро, сега почнуваме со важната индикација. Прво, потрошувачката кошничка. Колку беше до крајот на минатата година и вие обично тромесечие излегувате со повремени извештаи. Можете ли да накажете колку на едно семејство му треба за потрошувачка кошничка? Искрен да бидам, не ги знам податоците, нити се трудам некој да ги запаметам, бидејќи произведуваме на вицина огромен фонд на податоци и би било лудо некој да ги памети. Викаат паметниот чита, доне другиот памти. Добро, може и да ги отвориме. Во принцип, значи, сега се соочуваме со еден проблем кој што го напоменав на самиот почеток, а тоа е дека овој индикатор го пресметуваме врз основа на анкетата за потрошувачка во домаќинствата. Анкета која што во моментот не ја спроведуваме на терен и која што ќе биде проблем, таа е квартална анкета, се спроведува во повеќе циклуси и начинот на кој што се прибираат податоците што во домаќинствата се оставаат дневници, каде што на дневна основа се следи секој трошок во домаќинството. Исто така се следат и приходите во домаќинството и врз основа на тоа се пресметуваат низа на индикатори кои што го покажуваат животниот стандард на населението. Сега, проблемот е да, значи, од март месец наваму, што не знаеме како ќе го прибереме овој податок. Одредени анкети може да се пролонгираат, каде што податокот кој што го собираме е релативно се запамтува, се памети. Примерно анкетата за работна сила, дали во одреден период сте работеле за
некакви средства или не, се памети. Меѓутоа, што сте потрошиле вчера, било кој да не праша денеска, тешко дека ќе ги погодиме сите трошеци. Така да овој дел е малку проблематичен. Се обидуваме да најдеме алтернативни извори на информации. Меѓутоа, не знам, тоа е навистина тешко сега во моментот да се каже како ќе го пресметувам. И тука е главниот проблем. Како реков, имаме одредени проблеми со одредени показатели, овој може Само тоа е важна работа со оглед на фактот дека сега исклучително важна работа. Ќе се креира цела кошничка на невработеност, на социјални издатоци. Многу работа е важна. Значи, овој податок е многу важен. Прво е важен бидејќи влегува како инпут во пресметката на бруто домашниот производ по расходен метод. Значи, главен инпут во пресметката. Меѓутоа, ова не е проблем само на нашиот завод, ова е проблем на сите институции во цел свет во моментов. Така да сме во постојан контакт и со Евростат и со Статистичката служба на Обединетите нации, каде што се обидуваме да најдеме начини алтернативни пристапи како да се добие до податок. Во моментот на вистина не знам како да одговорам на ова прашање, бидејќи се уште можеме да одиме преку потрошувачката во смисол на фискалните сметки кои што има уште еден аспект околу коронавирусот, а тоа е прашањето на морталитетот и прашањето на новородени деца. И добивате ли извештаи како што нормално е од клиниките? Не, иначе извештаите ги добиваме од Управата за водење на матични книги. Добро. Значи тоа е еден систем кој што е воспоставен во државата, каде што преку оваа институција ги добиваме ние овие податоци и ги презентуваме за јавноста, сите оние сумарни податоци кои што се битни од овој демографски аспект. Тие се добива, тоа е значи нешто што оди нормално преку институциите, тоа е значи административен податок. Системот на здравствениот систем функционира на тој начин што тие податоци се вливаат прво во Управата за водење на матични книги, а преку нив ги добиваме и ние. Така да овдека немаме проблем во овој дел. Сите оние податоци што ги собираме административно се решливи, тука не е проблем никако да се соберат бидејќи институциите функционираат. Оно што ќе го добиеме, уште е рано да говориме за да видиме какви се влијанијата на состојбата со коронавирусот, бидејќи во принцип ние не ги добиваме на истиот момент кога ќе случи настанот, податокот го добиваме со некој задоснување, па тој треба после да се обработи, си има своја процедура, така да во главном со некое одложено дејство го добиваме податокот и го презентираме како и секогаш до сега што било. Добро, Апостол Симонски, директор на Државниот завод за статистика, гостин во утрински брифинг. Она што веќе во стартот предизвика една можност колкава е стапката на ново пријавени во заводите. Да, според некои искажувања дека сега ќе се одјавуваат работници технолошки вишок. Директорката на Агенцијата за обработување тврди дека околу 1900-2000 пријавени како невработени или технолошки вишок. Главно, и таа посочува дека Државниот завод за статистика ја има правата слика за вработеноста и невработеноста. Успевате ли, со оглед на тоа дека тоа го правите преку анкета, барем и квартално да ги соопштувате резултати? Март помина сега. Так. Квартално, кога можеме да очекуваме, каква е сликата на работната сила и на пазарот во Македонија? Во право се дека има разлика помеѓу она што го презентира како податок Агенцијата за вработување и она што го презентираме ние како податок во однос на вработеноста и невработеноста. Односно на пазарот, состојбата на пазарот на трудот. Агенцијата за вработување следи само формалната вработеност и формалната невработеност. За жал, во државата знаеме сите дека се уште ја има она сива економија, каде што луѓе се ангажирани работно, меѓутоа не се регистрирани. Заводот за статистика за тоа спроведува анкетата за работна сила, која што се објавува квартално, значи податоците се објавуваат квартално, се спроведува во циклуси во кои што се вклучени примерок од 10.000 домаќинства, значи еден огромен примерок. И врз каде што ја гледаме целокупната вработеност, односно невработеност. Така да од тука ни се разликуваат податоците со Агенцијата за вработување и треба да се разликуваат, мислам тоа е сосема нормално и не треба да ставаме знак на еднаквост помеѓу овие два податока. Инаку зашто би ги собирали ние ако Агенцијата
формално документирано, точно проверено се ги собира овие податоци. За првиот квартал нема да има проблем да се соберат податоците навреме и да се објави податокот. Не би требало да има проблем и за вториот квартал да се соберат податоците, меѓутоа очекуваме известно задоснување. Зошто? Заради тоа што рековме дека теренските анкети веќе не одат. Немате некаква апроксимативност во вакви... Не, имаме друг систем воспоставено. Бидејќи во неколку циклуси се испитува домаќинствата, значи не е тоа само во еден циклус, туку во неколку циклуси. Овие што се офатени за првиот квартал, веќе е воспоставен контакт. И сега го користиме така наречениот КАПИ метод. Тоа е КАТИ метод, се извинувам, метод преку телефон, анкета преку телефон, бидејќи имаме контакт со тие домаќинства и телефонски ги собираме податоци. Така да нема да има проблем во однос на... Кога може да се очекувате? Его, првиот квартал помина. Да, ама очекувате дека ние треба да го одработите. Треба да се обработат тие податоци, знамо, има сложен процес кој Добро, што според се заврши. последниот... Ќе биде навреме, согласно временската динамика која сте поставиле. Значи, нашата веб страница ги има сите датуми кога ги објавуваме соопштенијата. И тие... Четвртото тримесечие од 2019 врз основа нова анкета, активно население во Македонија 968.000, вработени 807.000, 161.200 се невработени. Дали тоа е веродостојната слика што можеме сега да ја коригираме, да биде очекуван пат поради можната економска рецесија и депресија, или има плюс-минус каде што и реално движењето на пазарот на труд е на оден начин флексибилно или реагира на моментални шок терапии? Секако. Податоците кои што ги прибиравме во првите 2 месеца, од сите сфери, значи говорам за сите сфери на економскиот живот во земјата, беа сосема задоволителни. Значи, оној прогрес кој што беше во минатата година продолжи трендот и во првите 2 месеца. Ги очекуваме резултатите за месец март, каде што нели некаде таму до кај 10, па еве да речеме и до 15 март, некако функционираше нормално економијата. Со носењето на мерките, прво страда, условно така да речеме, угостителството и туризмот, а од ден на ден сите останати гранки каде што функционирањето, начинот на работа инсистираше на тоа да се или намали обемот на работа или да се стопира производството. Уште не се завршени собирањето на овие податоци за да можеме да видиме каков ќе биде ефектот. Очекувам да има одреден пат со тоа што кај вработеноста и односно невработеноста, бидејќи сепак е тоа 3 месеца квартал, првите 2 месеца релативно добро функционира, така да можеби би биле некаде, не би сакал да прогнозирам воопшто, меѓутоа и да не е негативен резултатот. Има еден парадокс кој го соопшти тука директорката, дека во МИГот и во овие се уште се активни 6.000 барања за вработување. Што на оден начин за мене беше една шок варијанта дека за разлика од сите навестувања дека 15.000 и 20.000 ќе бидат отпуштени, дека се уште има побарувања за одредени профили или одредени професии. Дали очекувате поместување на берзата и во однос на структурата на вработените и на невработените? Видете, се може да се очекува, бидејќи не знаеме колку долго ќе трае целата оваа состојба. Меѓутоа, кога говориме за првиот квартал, јас не очекувам и пат некој на вработеноста, односно зголемување на невработеноста, бидејќи во суштина ние немавме отпуштања во овој месец. Најголемиот дел од фирмите кои што престанаа да функционираат, да работат, своите вработени ги пуштија на годишен одмор, што не значи прекид на работа. Дел од нив се преструктурира најдел некој начин да функционираат како така, но не ги отпуштија вработените. Имаме најави за отпуштање вработени. Меѓутоа, реализација на отпуштање немаме се уште или во мал обем. Она што нема да се регистрира во Агенцијата за вработување, а можеби ќе биде регистрирано од нашата анкета за работата сила, е она неформално вработување, кај што фирмите нема случајни договори за вработување со одредени лица беа ангажирани,
значи она работа на црно, што се вели на сивата економија, тука веројатно ќе има нешто што можеби ќе го фатиме со анкетата, ќе го видиме. Чекаме да завршат. Прво да ги прибереме сите резултати, да ги податоци да ги обработиме. Тука може да се види да има некако. Меѓутоа формално ние немаме голема број на отпуштање од работа. Можеби за очекување во месец април. Се надевам дека мерките кои што ги презема државата ќе придонесат да не се случи тоа или да се случи во мал обем. Меѓутоа останува да видиме. Така да тоа значи, барем на овој дел не очекувам да има. Господин Симовски, дека ние не би требало, ако нема некои турбулентни поместувања на долготрајноста, дека ќе се движиме се уште под 20%, нема да се качиме многу над 16,6%, колку што е сега стапката на невработеност. Неблагодарно е да се прогнозира, бидејќи навистина ова ситуација не стави сите не начека неспремни на некој начин. Неспремни во смисол не знаејќи какви ќе бидат последиците од состојбата и кои чекови треба да се преземаат. Значи не можете однапред да планирате. Прво не знаевме како се случи, второ и да знаевме, не ги знаевме ефектите. Така да ќе видиме што ќе се случува. Јас велам, ако прво не трае уште долго целата состојба и ако овие мерки кои што ги презема државата вродат со плод, да се задржат барем работниците, тогаш не очекувам некој голем дисбаланс во оваа област. Можеби нема да продолжи трендот на зголемување на вработеноста, намалување на вработеноста, меѓутоа не очекувам пад или значаен пад на. Тоа значи дека кризата евидентно ќе се прогледа низ потрошувачката кошница и низ стандардот, што де факто сега се уште тешко би можело да се. Значи ќе паднат платите, тоа сигурно. Приходите кои се стваруваат во деловни субјекти ќе паднат секако. Се надевам дека бидејќи сите мерки во суштина државата се насочени сега кон задржување на вработеноста. Значи тука е првиот, барем понашто јас можам да го разберам од тие мерки. Ова е вториот момент. Дефинитивно ако не работите, нема да имате приход. Одредени дотации од државата во смисол на субвенција е друга приказка, значи не остварувате обрт за да остварувате приход. И колку ќе има тоа импакт подосна, бидејќи и да се сопре целата ситуација, да од утре да биде се во нормала, на деловни субјекти ќе им треба време за да профункционираат како што треба, бидејќи тие не функционираат сами за себе, тие функционираат на пазарот каде што се врзани со останатиот деловен свет, со другите земји во светот каде што проблемите се исто така присутни. Очекувате ли дека ова неформална вработеност или црниот пазар ќе можеби поише ќе експандира сега со оглед на фактот дека значаен дел од фирмите можеби ќе играат на таа варијанта да ги отпуштат, а да работат парт-тајм, договори поинакви и така натаму? Па не знам, се ова предпоставки, може секогаш може тоа се случи. Меѓутоа се надевам дека државата има механизми да го спречи сето тоа. И велам уште еднаш ќе повторам, сите овие мерки кои се преземаат толку во насока да не се случи такво нешто. Вашата слика за вработеност произлегува врз основа на анкета, како што рековте, на формалниот и неформалниот пазар. Уште пред 6 години професор Бранимир Јовановиќ е спореша оваа методологија и мислам дека има напишан еден текст во кој прилично критички се осврнува на самата методологија која не дава права слика на вработеноста. И неговата теза е дека не е за подценување сивата економија, но факт е дека официјалната вработеност се должи на премин од неформалната во формална вработеност. И дека тоа дава искривена слика за реалната стапка на намалување на вработеност. Така. Често пати сме разговарали со професорот Јовановиќ на оваа тема. Значи, сликата во државата за вработеноста и невработеноста ја даваме ние како институција. И од тука се гледа. Значи, тоа е показателот кој ќе се зема предвид. А велам ја вклучуваме и сивата и неформалната економија. Значи, стандардот по кој што се раководиме е светски стандард, пропишан од страна на Меѓународната организација на трудот ИЛО.
и важи за сите земји во светот. Значи тоа е стандард кој што не е универзален и кој што не сме го измислиле ние, па сега да бараме некоја мана. Значи тоа е гледано од не знам, најголемите експерти веројатно на светот да се дефинира како се дефинира. Зошто? Вие дури во најдобро функционирање државата, каде што сивата економија во принцип е сузбиена, да речеме. Имате така наречени неформални вработувања, активности. Примерно, јас ги нарекувам слободни стрелци, слободни луѓе кои што не се врзуваат за одреден деловен субјект, кои што работат самостојно како индивидуи. Тука се низа експерти кои што го продаваат своето знаење од различни области. Тука се, еве, типичен пример, преведувачите. Добар дел од нив. И најголеми дел куклите помошнички. Да не правиме муабет за, ама еве да ги ставиме тие на цена. Добро. Да речеме нешто и да се стави во функција, тоа може да се регулира ако се стави. Информатичкиот сектор. Имаме многу поединечни. Има многу луѓе кои што не се во континуитет во работа. Примерно можат со еден добар ангажман да заработат поприлично, бидејќи тоа се услови кои што се наплаќаат доста скапо, кои што може да обезбедат средства за подолг периоди да не работат после тоа. Затоа во нашата анкета прашањето е дали сте работеле во текот на изминатата недела најмалку 1 час за пар или друг вид надоместок. Значи не е дали сте вработени формално или неформално, каде сте вработени и слично. Туку дали сте работеле. Па понатаму има уште низа на прашања кои што треба да ги читат евентуалните намерни или ненамерни грешки во одговарањето. Кој што треба. Имаме многу ниска вработеност на млади луѓе од 15 до 24 години. Таа изнесува некаде меѓу 35, понекогаш и достига до 37% од невработеноста. Дали тоа е резултат на, дали поради тоа го имавме овој миграцијски бран на одселување, и второ, дали сега после приливите, односно обидите значаен дел на нашинци да се вратат дома, бидејќи таму ќе настане диверзија на пазарот на работна сила, може да очекуваме пак таа работна сила кумулативно да се појави на нашиот внатрешен пазар, како невработени. Се е можно да се очекува. Прво само да бидеме прецизни, миграцијата во нашата држава не е резултат на вчераш на состојба. Таа е процес кој што трае многу долго и има свои некои си бранови во изминатиот период. Факт е дека 99% од миграцијата е од економски причини. Може да слушате било какви други причини, меѓутоа на крај кога ќе се заврти целата работа, сепак доаѓа до израз економскиот дел. Не мигрираат само невработените, мигрираат и вработени. Мигрираат и тоа добро вработени, значи во добри, особено модерната емиграција во суштина е емиграција на умот, на паметот. Значи луѓе кои што се добро образовани, кои што се спремни, кои што пазарот ги бара во онamo каде што таа професија се плаќа повеќе отколку во нашата држава. Така да тоа се релативни работи. Второ, таа висока стапка на невработеност на младите луѓе е нешто што е долги низ години присутно во земјата и е резултат на група на луѓе кои што имаат така наречена трајна невработеност. Значи луѓе кои што немаат квалификации и врз основа на што би се некаде вработиле. Точно е дека се преземени низа активности во државата за преквалификации, доквалификации и така натака, меѓутоа се уште има одреден слој на луѓе кои што се пријавуваат во агенцијата за вработување како активни баратели на работа, меѓутоа, знаете, она барат работа, молат Бога да не ја најдат. Веројатно во меѓувреме нешто работат неформално и слично, обезбедуваат некакви средства за екзистенција, меѓутоа не се конкурентни на пазарот на трудот. Има многу недостаток на работна сила, што е битен момент. Да, за некој на квалификувана работна сила. Така да и овие, ако се случи заради лошата економска ситуација во западните земји кај што се хара коронавирусот, особено во Италија, да се вратат, тоа се сепак некој релативно квалификувана работна сила, која што можеби ќе биде и добродојдена на пазарот.
Така да не мислам тоа се во услов да проработат некои значајни индустријски капацитети, зашто ние преокупирани само на малите и средни фирми, забораваме дека големите компании и индустријата се моториката на развојот, не подценувајќи го капацитетот на апсорбционата мок на вработеност на малите и средни фирми. На крај, кога после 3 месеци би воделе разговор на оваа тема, сигурно ќе водиме. Што би ни кажале? Пат на бруто општествен производ, зголемување на невработеност, намалување на потрошувачката. Дали тие ќе бидат индикации кои ги очекувате? Падот на бруто домашниот производ дефинитивно е што го очекуваме. И сите оние инпути кои што се врзани со тоа, индустријското производство, па и веројатно и вработеноста, и покрај сите мерки што се преземаат. Се она што е импот, што платите ќе бидат намалени, сега ако животниот стандард и се... Тоа е нешто што е нормално се очекува во оваа околност. Него, она што е прашањето е колку ќе трае тоа. Ако тоа биде само во вториот квартал, тогаш лесно ќе се... релативно лесно ќе се справи. Ако трае и во третиот квартал, тогаш веќе ќе биде проблем. Бидејќи согласно економската теорија, ако во 2 квартала покажете негативен тренд, тогаш имате рецесија во државата. А таа веќе произведува и дополнителни проблеми, трае и понатаму. Не случајно, условно кажам, се истрачува Светска банка, ММФ, па и големите... Ама за очекување се разбереме тоа, не само крајност. Не е проблем дали ќе биде рецесија, туку дали ќе настане депресија. Тоа е најголемиот проблем. Многу важен индикатор за опоравување на економија. За очекување, во секој случај за очекување, велам, се зависи колку ќе трае и колку ќе трае опоравувањето, бидејќи и не само ворената состојба, туку ворените околности, јас би рекол, кој што и да нема формално ворена состојба, сепак деловниот сектор не ни функционира како што треба. Или не функционира, речиси, воопшто. Кога ќе започне, тоа е нормално функционирање, тоа е знакот на прашање. Колкав период на прилагодување на економскиот сектор ќе му треба, тука веќе не знам. Добро, благодарам. Тоа беше Апостол Симовски, гостин на утрински брифинг, директор на Заводот за статистика, за првите предпоставки како ќе се одрази кризата на пазарот на работна сила, на намалувањето на GDP-то. Следете на и натаму, утре ќе бидеме со нови теми и нови гости. Со мало задоснување следуваат вестите, а потоа би требало да се исклучиме и од емитувањата во рамките на преземањето од одреден број на локални телевизии и радиостаници. Пријатно од мене, јас сум Александар Чомовски.